сега веќе време за нашиот прв денешен гостин. Ова му доаѓа нешто како Охрид го возвраќа ударот. Летово ние ги нападнавме, сега тие не напаѓаат нас. Добро утро за Јован Поп Стефанија, добро утро за Слободанка. Добро утро. Ке имате убава тема, подготвувате традиционална визита. Тоа исто така еден охридски збор. Предпоставувам дека знаат гледачите што е визита. Па ќе ни пообјасни. Ке ни пообјасни се многу повеќе. Повелете и двајцата. Ти благодарам, Искра, и уште еднаш добро утро до тебе и добро утро до сите наши гледачи кои што сте заедно со нас низ утринските часови. И да, имаме една убава тема за која што ќе ја најавиме, за која што ќе зборуваме, но секако и од мене добро утро и добре ни дојде. Добро утро и ви благодарам на поканата да бидам гостин во вашата утринска емисија. Секако драго ни е со оглед на тоа дека, еве, како што кажувме, убаво е кога имаме гости кои што ни доаѓаат од Охрид. Ти си и тука во Скопје, меѓутоа сега ние зборуваме сепак нели за охридската визита во организација на Вес Билјана Охрид. Ајде, како што кажа Искра, да појасниме за што точно и конкретно станува збор. Охридската визита е наш традиционален годишен концерт во очи на Денот на независноста на Македонија. Го почнавме некаде 2012 година како еден отворен хепенинг, да речам еден малски концерт, и ево веќе го тераме 13-та, односно 13-та година поред. Тоа се веќе долги години, да. Да, веќе со себе допојнако светло. Прво бевме во катедралната црква Света Софија во предворието, а веќе 2 години ево сме во предворието на црквата Свети Богородица Перивлевца. Тоа е прекрасно да се одбележи нешто вакво токму во дворот на црквата, каде што чувството е сигурно дека повозвишено. Предпоставувам и публиката секако ужива во она што вие имате можност секогаш и да го понудите. Ајде малку што се однесува за Билјана Охрид, хронолошки малку да знаеме и конкретно да ги запознаеме гледачите за вас. Значи, ние сме четвртата турбадурска генерација во нашиот град. Почнавме со таа идеја за продолжување, за чување на охридската староградска музика и староградската музика во цела Македонија, не само македонската музика. Да не биде само Охрид. Се извинувам. Да не би... Почнувајќи од 2009 заедно со мојот брат Димитар Поп Стефанија и уште неколку другари го формиравме овој ансамбл. И така започна приказната. Така започнува приказна, па почнавме да имаме таков еден хепенинг отворен од 2012, од 2018 година имаме уште еден концерт кој што го одржуваме во чест на нашиот починат другар Андре Лавровски и одржуваме еден многу интересен концерт на вода за Петров ден, кој што се случува во Кајчиња, значи тргнуваме со Кајчиња за веслање. Тоа е прекрасно. Од црквата Свети Јован Канепа стигнуваме до ние го викаме островче, тоа е пристаништето пред хотелот Палас и таму се прави концерт на вода, што е еден уникатен настан за нас. Уникатен, и ова што го слушнав секоја чест за идејата, меѓутоа морам да прашам, тука веќе ми се наметнува прашањето, затоа што нели ја имаме замислата, дали е возможно да се свири на кајчена вода, онака како што и на копно, со оглед на тоа дека можеби има бранови и така натаму, нема проблем никако? До сега нема проблем. Одлично. Во овој облик како концерт го правиме веќе 6 години. На назад, иначе, го почнавме како една традиција, бидејќи всушност Павлов ден е ден на рибарите и тие во минатото се собирале со кајчиња и оделе во изворите во Билјанин извори. И ние го почнавме како традиција, по брегот си свиревме, така ќе почнеме од, да речам, сега крајот на шеталиштето, па до црквата Свети Јован Кане. Меѓутоа, заедно со културолошка иницијатива, тоа е едно здружение на граѓани, млади исто така, кои што прават настани
во Охрид дојдовме на идеја да го направиме како еден концерт и се покажа како навистина успешна замисла. Да, ова што го слушаме во моментов ова утро токму од вас, поточно и од ансамблот Охридска визита, годишен концерт насловен на Охридска визита, виз билја на Охрид, мощне и интересно. Како се вели, тој што си е роден по Крейзеро и расна таму, нема никаков проблем со бранови, меѓутоа му е да си прашам, како ние што може би сме родени на планина, немаме проблем со скијање и така натаму. Но, добро, ајде сега да се навратиме поточно во моментов, еве, гледаме како она што го кажавме изгледа визуелно сега и вашите настапи. Тука конкретно каде овој настап и за што станува збор? Јас ке замолам од режија, доколку имаме и тон и звук, можеме и малку да слушнеме, па и да уживаме и сите заедно. Да. Колку е ова прекрасно доживување и секоја чест и за организацијата и како што кажавме, еве 12, веќе 13 години поред се случува токму нешто вакво во преубавиот Охрид и од ваша страна како млади традиционално си продолжувате по она што некој ви го оставил како аманет од оние постарите охридски музичари и негување на староградска охридска, меѓутоа и други песни од Македонија. Што се однесува за организацијата, ајде нешто малку повеќе околу тоа, со оглед на тоа дека се одвива и сето тоа се одржува во дворот на храмна црква. Да. Ево да изразиме најавна благодарност што Македонската православна црква, односно Дебарско-Кичевската епархија и сега новиот митрополит господин Ѓорги ни излегат и во минатото и сега секогаш ни излегле во пресред за еден ваков настан, да можеме да го организираме и во Катедралната црква Света Софија кога го одржувавме и овде. Интересно е што можам да кажам дека лани прв пат овдека некој направил концерт. Не беше наша иницијатива и гледам дека веќе во Охрид почнува да заживува тоа место, да се прават тука и повеќе настави, концерти и литературни читања. Тоа е одлично за публика, да. Баш ми е драго да е така. Благодарам на општина Охрид кој е покровител на овој настан години на назад, значи градоначалникот и советот. Се трудиме, имаме гости секоја година. Минатата година ни беше Вера Милошевска Јосифовска или позната како Љубовина. Така. Ни бил Ѓокотаневски гостин. Така да, али обавезно гледаме да имаме и некој локален гостин, затоа што Па без локалните гости не се може. Таква имаме некоја замисла да тераме со тоа.
се е подготвено за овогодинишниот концерт со проби, како се одвива Еве, како се договарате, како сето тоа едноставно за да дојде до една ваква преубава реализација како што гледаме по овие песни кои што ги интерпретирате, ги свирите. А колку членови, само да кажеме, ајде да ги поздравиме и останатите членови од овој ансамбл? Вкупно концертниот состав содржи 8 членови. Што не е мала бројка? Да, реално И повеќе инструменти. во денешно време овие да ги наречем брзање на сите, тешко да се реално да се собере 8 луѓе да настапат заедно. Браво, секоја чест. Све сме спремни оваа година, гости ќе ни бидат Стефан Петрески, Емилија Коловска, така да ги покануваме сите да ни бидат Еве, како што споменавме, кажавме дека сте 8 члена, меѓутоа за да се функционира вака беспрекорно и многу убаво како што имавме можност да слушнеме и повторно и ќе слушнеме, зошто да не, во пораните утрински часови јас секогаш милувам да се слушам убава мелодија, убава музика, поготово вака староградска песна. Сепак има повеќе инструменти, значи имаме хармоника, ти си на хармоника. Да. Значи, гитара имаме. Хармоника, гитара, виолина, така, кларинет, бас гитара, тапани, примче, значи тука ни господин Палде Курте, кој што е релативно повозрасен од нас, меѓутоа како еден постар трубадур, ево веќе 2 години назад не дружит. Никола Јосиповски исто на клавир е тука и не знам, мислам дека си да ги кажав. Па да не изостана сепак, да, со оглед на дека ти како представник не доаѓаш од овој Билјана Охрид ансамблот, сепак добро е и убаво од наша страна да ги поздравиме и останатите членови. Ајде сега да прецизираме и да кажеме јасно, гласно за датумот, за времето и сето она што ќе имаат можност да погледне публиката таму, а се би дала да има можност да бидам и јас исто дел од ова што вие го организирате. Да, значи концертот ќе биде во петок, тоа е 5 септември, со почеток од 20 часот во предворието на црквата Свети Богородица при Влепта во Охрид. Така. Ние имаме тука оној видеоматеријал кој што го погледнавме, дали имаме некој друг, ќе видиме, ќе погледнам јас, немаме, само тој го имаме, но би замолила повторно, знам дека и гледачите немаат апсолутно никој нема против да слушнеме, уште еднаш како звучи ансамблот Билјана Охрид, а јас и ти повторно ќе се одјавиме со оглед на тоа дека ќе имаме после тоа уште едно прашање, па ајде да го погледнеме ова видеоиздание. Три години стана од како болен лежа, никој не се решава кај мене да дојди. Да сврти Климента и за царството не замолила. Нас одојдоја три луди млади бекјари, Tri ludi mladi
се забира крајовите месари најмаче стоните се плеат. Се забележува колку публиката ужива заедно со вас. Имате голем репертуар на староградски песни, меѓутоа имате и ваши авторски? Па да, ево, сега имавме можност да слушнеме една наша авторска песна која што ја испеавме на Гоце Фест. Но во тој милост, така? Да, во тој милост. Искрено благодарение на вработените во општин Охрид во секторот култура стана доста популарна во Охрид. Тука и песната кој ти мрси руси коси, која што не е наша, меѓутоа и направивме една изведба ние и гледам дека се повеќе се популаризира и баш ми е драго. Така. И јас ви посакувам уште многу успешни концерти и да обстојувате, па и од Охрид да дојдете и по другите градови. Одите ли по другите градови? Да, Со ваш, обавезно, така? на пролет и на есен имаме концерт во Скопје, во Паблик Рум, така Па да тогаш ќе се ќе се видиме видиме повторно. пак некаде во ноември. Задоволство тогаш ќе ни биде искрено да видиме дел од ова што имавме можностите да слушнеме како звучи овој ансамбл. Прекрасно. Да, и за Секоја жал ви чест. есента доаѓа, ма ќе Да. имајте такви убави настани, така? Благодарам за гостувањето, Благодарам успешен и концерт вас. посакувам и уште многу други. Благодарам уште еднаш.